Здраво, драги пријатели! Дојде време за нашата дружба. Нема ништо поубаво од исчекувањето пак да се видиме и одново да ве наградиме и таа возбуда ми го разубавува денот и ме прави супер еуфорична. Знам дека е бескрајно забавно да се добие подарок, односно награда без да имате на ум дека учествувате во некакво наградување, но онолку колку што вие се радувате на вашите награди, дупло повеќе се радувам јас кога ви ги доделуваме. Тоа е една стара филозофија, таа е една стара вистина, дека оној кој што нешто дава или овозможува е всушност тој кој што највеќе се радува, а правењето нешто за други или подарувањето, да речеме, е дефинирано како едно од 50 нешта што ги прават луѓето среќни. Сепак, оној кој што ни ги овозможува овие награди е Евана Македонија, убедливо најактивната компанија во наградување на своите корисници и како и во секое коло, и денес имате можност да добиете. Еден вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија наменет за купување на апарати за домаќинство, 3 вредносни ваучери од 30.000 денари, исто така од Нептун Македонија наменети за купување на апарати за домаќинство и 20 сетови за енергетска ефикасност составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Вредносните ваучери ќе ви помогнат да се подновите и да ги замените старите апарати со енергетски ефикасни, а сетот ќе ви овозможи да ја контролирате потрошувачката на електрична енергија во домот или во канцеларијата. Домот за повеќето од нас е оаза на мир и спокој и не верувам дека има некој кој што не си го сака живеалиштето, особено ако има вложено многу љубов, труд, енергија и посветеност во неговото креирање. Оваа недела бевме токму во еден таков дом, создаден со многу грижа и внимание, па останете со нас да видите кај кого ќе одиме на гости. Добро е да знаеш дека имаш некој што секогаш е тука, подготвен да ти го олесни денот. Со Е-пункт плаќајте ги онлайн вашите фактури за електрична енергија со само еден клик. Регистрирајте се за Е-пункт на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Сите ја знаат куќата на Александар Микич. Нема некој во неговото соседство што нема прецизно да ви посочи каде живеат Весна, Александар, Ена и Иво Микич. Александар својата куќа како од руска бајка долго и внимателно ја создавал и она, како изгледа денес, треба само да се доживее. Да погледнеме. Во една од најубавите и најавтентичните кујни се наоѓам, кујна каква што секој би посакал или каква што барем минимум јас би посакала, рачно изработена, добро занаетчиски осмислена. Веднаш ќе ја препознаете, ова е кујната на Александар Микич. Добар ден. Здраво. И добре најдовме. Како ти почна да се занимаваш со крафтворк или да речеме со занаетчиство на изработување на мебел? Дали е тоа нешто наследено од татко, од дедо или едноставно ти вештините ги најде во себе со тек на време? Не, татко ми е доста вешт во рацете, брат ми исто. Значи, они беа многу повешти во тоа, ја чат пат помагав. Ама кога почнав да ја градам куќата, бев принуден сам да почнам да работам. Барабар со нив, значи многу ми помагаа и они. Така. Не смеам да ги заборавам, ама полека се учиш. Значи, ќе си го удриш 5-6 пати палецот, после ќе научиш да коваш и така. Така. Голем дел. Да, не можев исто да се разберам со дел од мајсториите кои ми работеа, значи пошто јас си имав некои уникатни замисли и сакав тоа да се реализира. Они никако не можеа да ме разберат и после цртање и објаснување и носење на некои локации едно друго. Така да засукав рукавите и почнав сам. Сам? Да. Дали ти некогаш си се инспирирал од некакви списанија, еве сегашен Пинтерест или не знам од било какви други извори или едноставно правиш според сопствените потреби и афинитети? Најголемата инспирација ми се сликовниците, бајките. Стварно? Да, значи таму ја црпам мојата инспирација. Уште како дете, значи многу мало дете, цел живот замишлев да живеам во брвнара некоја така обкружена со зеленило, со шумичка, со цвеќенца, со такви работи, да е од балвани направена, да е све фино.
топло да е Топло, унутра, да има топлина и тоа се трудев да во домот да ставам колку што е можно повеќе топлина. Со што си особено горд? Што е она што е довршено во твоите очи, пошто многу од нештата велиш дека се уште не си ги доправил со нијанси, дофинеси како што сакаш? Горд сум у суштина со скоро се што е направено тука. Значи, најубавата работа кога правиш саме што штедиш пари, ама трошиш време. Кога решив да ја правам како брвнар, значи да ја опшием целата куќичка со балванчиња, цело лето буквално работев. Значи, кога се фатив од јуни, некаде тамо септември ја завршив. Ама па затоа кога ќе го завршиш тоа и ќе видиш и цела куќа ја опшив сам, така, викаш, вау, колку... Вау, да. Во однос на тоа дека куќата е бунар без дно, како штедите енергија? Дали може би си размислувал за колектори? Дали правите некои работи во насока на тоа да ги рационализирате трошоците? Како го менаџирате тој дел од живењето? Во суштина ја гледам колку што е можно да сум понезависен од струја. Нели, нормално струјата ни треба и овакво, ама ако можам да ги заменам големите потрошачи со нешто што е поекономично и поздраво и све, го правам тоа. Значи готвам на плин, имам плюс фурна на дрва во двор, се греам на дрва, еве ја печката. Значи што е поентата? Поентата е дека, на пример, кога се ложи на дрва со ваква печка, која е, да кажеме, гус и лим, она брзо загрева, ама и брзо се лади. А овој цел систем е направен за топлиот воздух, фактички да не ти побегне во оџакот директно, него да искружи, да ги загрее оваа цела маса на цигли што е тука, и после и таа зрачи 12 сати. Ја фактички со 2 ложења во текот на денот се греам цел ден. Имам и колектор, значи за топла вода, така да и тука е заштедата голема, да. Огромна е, огромна. Многу луѓе сакаат вакви амбиенти, но не се подготвени да вложат во тоа да земат дел од своето време и да инвестираат во тоа да си направат нешто сами по дома. Зошто мислиш дека е тоа така? Па не знам, некогаш не им недостасуваат вештини, мислам дека се плашат. Од работа? Па дека едноставно цело време се плашиш дали ќе имам време, дали ќе знам тоа да го направам, леле да не упропастам и такви работи. Ама се што се упропастува се поправа, така да немам... Мислам дека ако имаат желба, еден ден сигурно ќе се патат за работа. Но што е крајниот идентитет што сакаш да го постигнеш со ова? Имаш ли уште некоја голема замисла што сакаш да направиш? Би сакал да дигнам уште еден спрат. Добро, 2 деца, така добро, тоа е разумна цел. Она што сакав го постигнав во домот, а тоа е да има топлина и мислам дека има, дека луѓето кои ќе дојдат убаво име, пријатно се чувствуваат така. Ти благодарам многу и за гостопримството што веднаш се согласи, ми е кејф и за вас и за Весна. Да сте живи и здрави, деца да растат. Мило ми исто и тебе. Так, да, и се гледаме кога ќе кренете еден спрат. Важи. Договорено. Договорено. Убаво е кога имаш место каде што можеш да направиш пауза од секојдневието. Со услугата Траен налог, бидете сигурни дека фактурите за електрична енергија секогаш се платени на време, без разлика дали се за вашата викендичка или дом. Побарајте повеќе информации за Траен налог на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. А сега дојде време за наградувањето. Ова е 5-то коло од нашето наградување и како во сите претходни, така и денес доделуваме награди на сите корисници со ажурирани податоци од базата на Евана, избрани по случаен избор. Нема потреба да се пријавувате или да праќате нешто, бидејќи сите корисници со ажурирани податоци не ги ни прашуваме, туку автоматски ги вклучуваме во наградната игра. Еве прилика да ве потсетам да ги ажурирате своите лични податоци со валидни, односно доколку
Доколку сте вие собственик на живеалиштето, приложете ги вашите податоци и само со точни и ажурирани податоци ќе се квалификувате за учество во ова извлекување. Инаку, податоци се ажурираат со пополнување на формулар за ажурирање на личните податоци достапен на сајтот на ЕВН, во кој било наплатен пункт или приемна канцеларија на ЕВН Македонија, а истиот формулар ќе ви пристигне и со следните фактури за електрична енергија. Ако податоците не ви се ажурирани за ова извлекување, следното извлекување е следната недела во истото време, па имате време уште цела недела да го направите тоа. Ние ќе го подготвиме теренот за извлекување, а вие проверете да не заостанала некоја неплатена сметка од ЕВН. Во оваа наградна игра право на учество имаат потрошувачи од категоријата домаќинства и мали бизнис корисници кои што имаат доставено лични податоци до ЕВН Македонија, односно име, презиме, адреса и матичен број. Добитниците се влечат преку електронско, односно компјутерско извлекување, за чија исправност или регуларност се грижи жири комисија составена од представник од ЕВН, представник од Публицис и нотар. Време е да почнеме. Спремајте тапаните по дома. Прво извлекуваме вредносен ваучер од 100.000 денари од Нептун Македонија, наменет за купување на апарати за домаќинство. 100.000 денари, јас би си купила фрижидер што прави ладна вода и лед и би уживала цело лето. Ајде да видиме кој е добитникот. И еве го добитникот, го гледаме веќе на екранот, тоа е корисничкиот број 0041756117. Корисникот е од Прилеп. Му честитам на добитникот на вредносниот ваучер од 100.000 денари, а сега извлекуваме 3 вредносни ваучери од по 30.000 денари, исто така од Нептун Македонија, наменети за купување на апарати за домаќинство. Еве ги срекните добитници на вредносни ваучери од 30.000 денари. Првиот корисник и добитник е 00524707. Корисникот е од Штип. Го чекаме и вториот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари од Нептун Македонија. Еве го, неговиот број го гледаме на екранот. Тоа е корисничкиот број 0042172779. Корисникот е од Крушево. Му честитаме! Во исчекување сме и на третиот добитник на вредносен ваучер од 30.000 денари. Еве го, тоа е корисничкиот број 0073585531 од Радовиш. Им честитам на стрекните добитници и се радувам за нив ептен. А сега на екранот ќе ги видиме сите 20 добитници на сетови за енергетска ефикасност, составени од мерач за електрична енергија, тајмер и метеоролошка станица. Еве ги. Имаме добитници и корисници од Велес, Ресен, Радишани, значи од Скопје, Куманово, Струмица, Ресен, Миравци, Прилеп, Битола, втор пат Куманово, Струмица, Струга, трет пат Куманово, Гевгелија, Отошница, Скопје од центар, Тетово, Сушица, Кавадарци и одново од Скопје. Драги мои, од срце ви честитам и верувам дека оние кои ги провериле своите кориснички броеви и се увериле дека се добитници, скокаат по дома од радост. За сите оние кои што туку се вклучија, извештајот од ова и секое наредно коло се објавува во рокот 3 дена од извлекувањето на интернет страницата www.evn.mk. При подигнување на наградите, 9 цифрената шифра, односно бројот на корисник, треба да соодветствува со оној што сме го извлекле, а при подигнување на наградите треба да носите со себе и документи, нормално за лична идентификација. Јас со себе не носам ништо, излегувам одовде директно во оваа убава вечер што ветува убава, долга и топла пролет. До следното гледање на истото место и во истото време. Чао и останете ми ведри!